Јас сепак го замолувам министерот уште еднаш да размисли за решението од следневе позиции. Значи, кога зборуваме за регионален развој, кога овој закон доаѓа, треба да дојде на Министерство за локална самоуправа, кога зборуваме за децентрализација, неодржливо е сите членови на комисијата всушност да се од централната власт. Да ве потсетам, значи ЗЕЛС е партнер на државата, ЗЕЛС ги персонифицира и ги координира интересите на сите локални власти и она што вие сте го напишале во ставот 6, двајца членови по предлог на министерот од редот на стручните лица од областа на градежништво, архитектура, правни науки и економија, многу повеќе може да важи за директорот на ЗЕЛС. Директорите на ЗЕЛС се непартиски луѓе, стручни луѓе, дури едно време ги плаќаше и странска асоцијација, точно заради стручноста и компетентноста. Министерството за локална самоуправа има подпишано склучено меморандум со ЗЕЛС. И мислам дека кога се одлучува за проекти што се однесуваат, значи, на урбаните подрачја, на оние со специфични потреби, на села и така натаму, би морало да биде присутен и глас преку член на ЗЕЛС. Инаку, ова што го кажувате, се важи, значи, и за ЗЕЛС. Мислам дека не е добро во едно вакво тело, во една ваква комисија, да нема представник на ЗЕЛС. Што се однесува до вашиот статус, ние правниците овде, вака велиме, немо јудекс ин кауза суа. Никој не може да биде судија во сопствениот случај. Сепак сте вие дел од владата, вие сте начело на локалната самоуправа, значи не е добро дури и кога има критериуми, да го имате по склучениот збор, ке се повикате на советот, меѓутоа дури и ова кога посочувате службеници од кабинетот на заменик председателот и така натаму, јас пак одговорно тврдам дека во кабинетите на министрите седат главно партиски ориентирани луѓе, а не стручни луѓе. Впрочем, и во сите забелешки нас ни велат дека јавната државната администрација треба да биде врз стручност и компетентност, а не врз партиска ориентација. Но, еве нека се сретнат интересите, значи ве молам сепак да размислите околу представник на ЗЕЛС, кој што ќе биде врз Благодарам. Значи, стручност, компетентност да се наведе исто така предложен. Благодарам, извинете.